низините луѓе, плодните полиња, планини, езера и реки, но пред се и над се убавиот Охрид, неговото езеро, Самуиловите тврдини. Сето тоа беше инспирација за еден циклус на дела, оваковачувајќи го Охрид во своите бројни платна, исто толку мајсторски го опленувувајќи на си. Ангел Петров ја сликаше Македонија, но не надворешно, етнографски, дескриптивно. Поимот Македонија за него не беше само природата, туку и делата на македонците, преценивната култура, она богатство кое што во современата југословенска уметност тој креативно го меси во своите дела. Ангел Петров го современ сликар, современ не само по времето во кое делувал, туку и по концепциите што ги реализирал по ликовните квалитети, што ги постигнал, а за тоа говорат неговите многобройни самостојни ликовни изложби. Како уметник е Горан Корис на чувствителната природа, но на силно што може да се изрази со ликовни средства. Ангел Петров, уметникот на Македонија, тој се впил во снагата на бојата, на својот талент и со љубовта кон делата на зографите, ги внесол во своите дела, стварајќи еден продукт, толку оригинален, толку историски значаен. Ангел Петров знаеше дека ако се тргнат по ставката што тој ја застапуваше, дека цртажот е во бојата, на бојата и припаѓа приматот на сликата. Бојата е господар на сликата, со бојата може да се каже све. Тој ги представуваше луѓето со нешто енигмо, карактеристично. Коњите, бели, црвени, зелени и црни, како што бараше хармонијата на сликата, се да биде натопано со боја, бојата да пее и спомнено со музика. Бојата тоа сум јас, често велеше тој. Јас сум следбеник на Делакруа. Како што во музиката, хармоничниот тон е нејзина основа, во слекарството хармонијата на боите. Неговиот талент, тој целиот беше роден за да се изразува со боја. Слекарството на Ангел Петров носи уште еден важен велик – искреност. Тој често велеше дека искреноста е составен дел на уметноста, за да осознаеш уметноста, треба да си искрен спрема неа. Опусот на делото на Ангел Петров е извонредно голем и богат. Потребни се продлабочени и детални студии на неговите дела, кои веруваме дека ќе следат и ќе се занимаваат активните генерации, за да се добие онаа представа што ќе ни го определи по-прецизно местото во нашата македонска културна историја. Меѓутоа, и без овие проучувања,